Почитувани, во услови на тешка енергетска криза која што го крахира бизнисот и домашните буџети на домакинствата, во услови на галопирачка инфлација која што го јаде животниот стандард на населението, ние како одговорна опозиција, како најголема политичка партија во Република Македонија, ја прифативме поканата на министерот за финансии да дискутираме за даночните реформи и да ги искажеме нашите аргументи зошто сме против предложениот концепт на даночните реформи и да укажеме дека доколку оваа влада и ова парламентарно мнозинство ги донесе истите, дека по промена на власта нема да доживеат никаква иднина. Кои се нашите аргументи? Предложениот концепт не можеме да го наречеме даночна реформа од причина што истиот нема стратегиски пристап. Министерството за финансии го оценува само фискалниот ефект од концептот реформа, меѓутоа и не го оценува севкупниот економски ефект. Промените во даночната политика може да дестимулираат одредени сектори, може да доведат до намалени добивки, до намалени приливи, до намалени инвестиции, до намален расположлив доход на населението и крајно до намалена основа за доначување. Уште повеќе, измените во даночната политика може да имаат негативно мултипликативно влијание врз економијата од причина што неоценетото однесување на деловните субјекти може би да се прелеа од еден кон друг сектор во економијата. Втор аргумент. Предложениот концепт ниту ќе обезбеди поголема праведност, ниту ефикасност во даночувањето, ниту ќе ја намали сивата економија. ВМРО ДПМН смета дека предложената даночна реформа е во корист на неплаќачите на данок, а е на штета на легалните бизниси и на легалниот доход, односно заштеди на граѓаните. И со истата не се намалува даночната евазија, ниту пак се постигнува правичен и ефикасен даночен систем. Ако владата на вистина сака да воспостави систем на правичност и ефикасност во оданочувањето, треба да започне од оданочувањето на сивата економија. Загубата на даночни приходи во Македонија произлегува од високата сива економија, а не од така наречените даночни расходи, односно даночните ослободувања или стимулации. Сивата економија, која што не е оданочена, според различни мерења се движи во интервал од 20 до 40% од бруто домашниот производ. Но вистинската борба со сивата економија од страна на оваа влада не постои. Стратегијата за формализирање на неформалната економија, која што беше изработена уште во 2018 година и го опфати периодот 18-22, никој не знае до каде е спроведена. Внимавајте, значи веќе се поминати 5 години, а немаме никакви ефекти од оваа стратегија. Сивата економија ја има во ненаплатата на данокот на додадена вредност, ја има во ненаплатата на данокот на имот и во високата употреба на кешот, кој што е во секојдневното живење. Само за илустрација, приходите од данокот на имот во 2021 година се само 64 милиони евра или 0,6% од бруто домашниот производ, а неговата наплата значајно се разликува по општини. Постојат општини каде што воопшто не се наплаќа данок на имот, меѓутоа постојат и општини со висока наплата на данок на имот по глава на жител. Затоа, ние сметаме дека проширувањето на даночната основа треба да започне од тука, а не од категориите опфатени со концептот на даночна реформа. Даночните измени се однесуваат на фирмите воопшто и посебно на микро и малите трговци, населението, односно на расположливиот доход на населението и на вработувањето, потоа на осигурителниот сектор, банкарскиот сектор, на пазарот на капитал и пазарот на, односно пензискиот систем. Во интерес на времето ќе ги истакнам најзначајните промени. За фирмите воопшто, најголемата промена која што ќе има силно негативно влијание врз ликвидноста на компаниите и врз плановите за идни инвестиции е укинувањето на даночното ослободување по основ на реинвестирана добивка. Според владата, постојното решение не влијае на создавање вистинска економска вредност. Но официјалните податоци од Државниот завод за статистика
говорат спротивно. Така, инвестициите на фирмите во основни средства од 2000 година до 2006 година, пред да биде ова даночно ослободување, кое што прво беше за нераспределена, па потоа за реинвестирана добивка, значи во периодот пред примената, инвестициите во основни средства на фирмите во овој период во просек се само 9% од бруто домашниот производ, за да по примената на ова даночно ослободување, истите во просек од 2007 до 2020 година, последен податок, се 12,3% од бруто домашниот производ. Ова говори дека имало ефект. И уште повеќе што во последниот период, кој што го наведов, имавме 4 големи кризи. Големата финансиска криза во 2009 година, должничката криза во еврозоната, која што влијаеше силно врз македонската економија 2011-12, потоа шарената револуција и политичката криза 16-17 и последно корона кризата. Ова даночно ослободување на реинвестираната добивка дало ефект, ги задржало инвестициите и во услови на криза. Сега, предложената промена на даночното ослободување само за дел од трошоците кои се однесуваат за инвестиции во зелена транзиција и дигитална трансформација, нема да го има истиот ефект. Зошто? Прво, фирмите во континуитет со цел да се зголемат својата продуктивност инвестираат во дигитална трансформација, некои во зелена транзиција. Меѓутоа, овие инвестиции не може да идат до недоглед. Имаат циклус од 1-2 години, а потоа ќе немаат фирмите даночно ослободување. Затоа ВМРО ДПМН е јасно да остане моменталното законско решение, односно даночното ослободување на реинвестираната добивка. За малите и микрофирми, со предложените даночни измени, пазете, се зголемува даночниот товар на 40.000 фирма човек или мали семејни бизниси, кои што досега беа ослободени од оданочување на остварен вкупен приход од 3 милиони денари. Ова може да резултира со префрлање на одолен дел од овие фирми од регуларниот кон неформалниот сектор. Затоа и ВМРО не ја поддржува оваа даночна измена која што ги тангира малите и микротрговци. За најголемиот дел од населението, кои се позначајните промени кои што ќе влијаат врз стандардот. Со даночните измени се зголемуваат даночните повластените даночни стапки кај ДДВ-то за некои основни производи прехранбени, потоа суровото масло за производство на храна, училишниот примор, првиот промет на станови и стамбени згради за стамбени цели, погребални услови и патарина. Ова ќе доведе до натамошен раст на цените, значи кои што впрочем секојдневно растат и ќе бидат фактички товар на дополнителен товар за граѓаните. Воедно, укинувањето на даночното ослободување за уплатените придонеси во доброволниот пензиски фонд, на премиите за осигурање на живот и на премиите за приватно здравствено осигурување, значи во име и на сметка на работниците, ќе го намали стимулот од страна на работодавачите да даваат вакви бенефиции за своите вработени и индиректно ќе се одрази врз атрактивноста на домашните компании. Во услови кога Македонија се соочува со одлив на човечки ресурси во странство и дефицитарни кадри во одредени економски сектори, треба вистински да се приспитаат овие промени и значи овие политики. Овие измени според нас негативно ќе влијаат врз растот на приватното здравствено осигурање кое што го намалува товарот на државниот пензиски фонд. Измените негативно ќе влијаат врз осигурувањето на живот и доброволниот пензиски фонд, како алтернативни начини за акумулирање на долгорочните заштеди на населението, а воедно ќе ги намалат и средствата на овие институционални инвеститори кои ги пласираат на домашниот пазар на државни харти од вредност. ВМРО ДПМН е за задржување на постојните законски решенија и да не дојде до промена во овие сегменти. За банкарскиот сектор, оданочувањето на приходите остварени од камати, од орочени депозити, треба да започне од 1 јануари 2023 година, по многу години на одложување. Ова даночно ослободување се покажа како ефикасна мерка во стимулација на штедењето во банките. Но во услови на значајно забавување на депозитната база од почетокот на 2022 година, и во услови на значајно намалување на ликвидноста на банките, сметаме дека не е време да започне
значи да се започне со оданочување на приходите од камати. Само за пример, депозитите на населението во првите 7 месеци од 2022 година се зголемиле за 58 милиони евра, наспроти лани кога за 7 месеци се имаат зголемено за 136 милиони евра. Дупло помалку оваа година. Ова укажува на значајно намалување на потенцијалот на банките за понатамошно кредитирање. Ова намалување доаѓа во услови на намален расположлив доход на населението заради високата инфлација која што во јули достигна 16% и е двојно повисока од онаа во еврозоната. А колкав ќе биде фискалниот ефект од оданочување на овие приходи? Во 2021 година приходите од камати на физички лица изнесуваат 170 милиони евра и доколку истите се оданоча со 10%, значи фискалниот ефект е 17 милиони евра. Меѓутоа, како што напомена, во услови на ниски каматни номинални стапки, негативни реални, низок потенцијал за штедење, ако имаме вакви даночни измени, може и целосно да сопре штедењето во банките. ВМРО не се залага за сегашна примена на ова даночно решение. Прогресивниот данок и покрај тоа што во предложениот концепт имаме повторно одложен период на примена, меѓутоа сепак истиот е ставен на маса за дискусија. И пазете, по капитулација од пред 2 години и оценка дека прогресивниот данок не ги дал резултатите што ги очекувала оваа влада, истата влада повторно го става на овој концепт да се преиспитува. Сега, рамниот данок кој што беше воведен од страна на владата на ВМРО ДПМН се покажа како ефикасен во намалување на неформалното вработување и воопшто во намалување на невработеноста во Македонија. Рамниот данок се покажа како ефикасен и во борбата со сивата економија. Скорешно истражување од Finance Think утврди дека најголемите намалувања кај сивата економија се случиле во 2009 година, што соодветствува со даночната реформа во претходните 2 години и со зајакната даночна администрација од страна на претходната влада на ВМРО ДПМН. Исто така, значи рамниот данок, значи покрај тоа што оваа влада кажува дека е за прогресивен данок, заради тоа што ќе ја зголеми правичноста и поеднаквата дистрибуција на доходот, односно само она работи на намалување на јазот помеѓу сиромашните и богатите. Официјалните мерења кажуваат дека по примена на рамниот данок, Джини коефициентот кој што ја мери нерамномерната распределба на доходот во периодот од 2010 до 2016 година се има намалувано со поголемо темпо отколку во периодот од 2017 до 2019 година. 2020 дури е зголемен. Воведувањето на придонесите за задолжително социјално осигурување на договорите на дело и за договорите за повремено и привремено вршење на услуги. Според нас ќе доведе до даночна евазија, односно до дополнително ставање во подредена позиција на формалниот во однос на неформалниот сектор. Ова дополнително ќе ги оптовари фирмите кои што ангажираат хонорарци или пак ќе го намали примањата, ќе ги намали примањата на хонорарците за износот на уплатените придонеси. Почитувани, има уште многу забелешки во ВМРО ДПМН. Меѓутоа, она што сакаме исто така да го потенцираме, покрај тоа што сметаме дека целосно е погрешен концептот, сметаме дека и тајмингот е целосно погрешен. Уште повеќе, краткиот рок на имплементација на сите овие даночни измени ги доведува во неизвестност сите инволвирани страни. ВМРО ДПМН смета дека ниските даночни стапки и задржувањето на преференцијалниот третман кај предложените категории извори на приходи, инвестиции и категории на деловни субјекти има позитивно влијание врз одделните сегменти од економијата и дека истиот треба да се задржи. ВМРО ДПМН истакнува дека предложената даночна реформа е првата сметка, која што се префрла на товар на бизнисот и граѓаните од недомакинското работење на оваа влада, од енормното зголемување на јавниот долг и од напуштање на политиката на умерени буџетски дефицити. ВМРО ДПМН смета дека стегањето на јавните финансии е повеќе од неопходно, но не преку предложената даночна реформа која што паѓа на товар на бизнисот и граѓаните,
туку преку значајно затегање на дискреционото трошење на оваа влада. Но владата секојдневно демонстрира фискална недисциплина во трошењето на јавните пари. Организацијата на скапи прослави и конференции во сред криза, јавни набавки во 4 очи, добиени тендери на ново формирани фирми во ек на енергетска криза, високи трансфери државни од централен буџет до општини кои не плаќаат данок, непречно вработување во јавниот сектор, максимален историски износ на трошење за стоки и услуги, не е демонстрација на фискална дисциплина. Затоа, во услови кога оваа влада не штеди, овие дополнителни 54 милиони евра буџетски приходи од даночната реформа ќе исчезнат како капка во морето, односно се за покривање на зголемениот трошок на плати за јавна администрација кој што го создаде оваа влада. Ви благодарам за вниманието.